На 5 јули ќе започнат настаните од манифестацијата Петровденски конаци, со која Кочани ќе го одбележи Петровден, празникот на општината. Во програмата што заеднички ја организираат Општина Кочани и Центарот за култура Бели Мугри, се влезени 10 културни содржини од сценско-музичка, ликовна, литературна и театарска дејност, како и спортскиот настан Петровденски турнир во мал фудбал. Програмата ќе започне со концертот под наслов Музика за флейта и пијано со флейтистката Златка Митева и пијанистката Наташа Трбоевик. Во ликовниот перформанс, што ќе се одржи на 6 јули, ќе учествуваат Божица Милоевик, Владимир Темков, Новица Трајковски, Љупка Галаска Василев, Игор Љубовчевски Љубац и Гордана Винчич, уметници кои ќе творат по инспирација од Кочани. Поетската вечер на Јановден на Конак ќе се одржи на 7 јули, а ќе биде проследена со етно излагање на тема Јановденски обичаи. Во етно стил ќе бидат и разговорите за празникот Петровден, закажани за 9 јули, што ќе ги води професор доктор Зоранчо Малинов. Своевиден куриозитет во програмата се двата музички настани, хип-хоп концертот на Чиста околина, Toxicology, Martix и DJ Master G, како и концертот на составот Fighting Windmills, кој на 10 јули вечерта во Паркот на Револуцијата ќе понуди експериментален джест и пост-рок. Театарската представа Пеликан во режија на Перо Даниловски ќе биде прикажана во вторник на 10 јули на сцената на Центарот за култура Бели Мугри. Ден потоа, на истата локација е Духовната академија по повод Петровден, на која ќе настапат црковен хор и етно групата Портал. По повод Петровден, градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев организира и прием за правенците на генерацијата и за наградените ученици од основните и средните училишта. На 12 јули Советот ќе одржи свечената седница, на која ќе бидат доделени највисоките општински награди и признанија. Програмата за Петровденски конаци финансиски се реализира со средства од буџетот на општина Кочани, како и од Центарот за култура Бели Мугри.